Преку двата аеродрома во Македонија, во Скопје и Охрид, во првите 9 месеци од годинава патувале 1,8 милиони патници, при што е забележен годишен раст од 18%, соопшти ТАВ Македонија, компанијата која управува со македонските аеродроми. Бројот на летови на двата аеродрома изнесува 15.395, со годишен пораст од 12%. Завршивме уште една фреквентна летна сезона на двата аеродрома во Скопје и во Охрид и сега сме подготвени за зимската сезона која ќе почне на крајот од октомври со новиот зимски распоред на летови. Сумирајќи ги изминатите месеци, важно е да се истакне дека по успешно завршените дискусии и преговори на 1 јуни 2018 година лот Polish Airlines влезе на македонскиот пазар, отворајќи ја новата линија Варшава-Скопје со фреквенција од 6 лета неделно меѓу двата главни градови. На Охридскиот аеродром отворивме 4 нови сезонски летови: Истанбул, Ајндховен, Талин и Варшава, додека од ноември 2018 Виена, како уште една нова дестинација и регуларна автолинија ќе биде отворена од Охрид, изјави Алпер Ерсој, генерален директор на ТАВ Македонија. Тој очекува да продолжат со истото темпо на двоцифрен пораст на патничкиот сообраќај до крајот на 2018 година, што е повисок од официјалниот просек на Европска унија од 4,8% и повисок од просечниот раст од 6,8% на патнички сообраќај на аеродромите кои не се во Европска унија. Според статистиката за патничкиот сообраќај од јануари до септември 2018 година, најфреквентни дестинации на меѓународниот аеродром Скопје се Истанбул со 10,8%, Цирих 7,8%, Виена 5,7%, Базел 5,3%, Малме 4,5% и Братислава 3,4%. Во однос на пазарниот удел на авиокомпаниите во вкупниот патнички сообраќај, Виз Ер го превзеде најголемиот број на патници со 60,3% удел на пазарот, а потоа следуваат Turkish Airlines со 7,8%, Austrian Airlines 5,7%, Германија Флук 4,5%, Pegasus Airlines 3,7% и Croatia Airlines 3,4%. Покрај постоечкиот двоцифрен пораст на патничкиот сообраќај, ТАВ Македонија бележи и значаен годишен раст на карго сообраќајот на Скопскиот аеродром во првите 9 месеци од 2018 година, кој изнесува 2676 тони и е поголем за 22% споредбено со истиот период во 2017 година. Меѓународниот аеродром Скопје е поврзан со 37 редовни авиолинии во текот на целата година, обслужени од 12 авиокомпании и 4 чартер дестинации летна сезона, обслужени од 6 авиокомпании. Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле има 3 редовни авиолинии во текот на целата година и 8 сезонски дестинации обслужувани од 12 авиокомпании.